Власта е во очаи и безнадежност. Ризикуваат да ја прокоцка европската перспектива, иако беа предупредени од нашите пријатели од Европската Унија дека престојните избори мора да бидат фер и демократски. Загрижени за состојбата во која не внесува власта во Македонија, ви кажуваме на следното. Владата и министрите не смеат да користат државни ресурси за организирање на партиски трибини. Владата и функционерите не смеат да вршат притисок на администрацијата со закани и уцени, со спроведување на дисциплински постапки и распоредување. Владата и функционерите мора да запрат со подкуп на гласачи преку вработување во администрацијата. Владата и функционерите мора да запрат со злоупотреба на институциите за партиски цели. Одвојување на партијата државата мора веднаш да започне, во спротивно контаминиране целиот процес кој не трпи импровизации. Доколку вака продолжите, нема датум да ни дадат ни во Унијата на Западен Балкан. Почитувани граѓани, почитувани екселенции. Од денес започнуваме со пресконференции од пред зградата на делегацијата на Европската Унија. Нашата цел е да ги информираме нашите пријатели од Европската Унија за подкупот кој се проведува од страна на власта со вработување во државната и јадната администрација, како и целите заканите кои се спроведуваат врз административните службеници. Имено секој ден ќе ги информираме амбасадите за злоупотребите и подкупот од страна на власта, за да се вразумат и запрат со тоа и да не ја загрозат европската перспектива на Македонија. Демократска држава, демократски избори и демократски изборен процес не започнува од денот на изгласување на техничката влада или од денот на официјалниот почеток на кампањата. На 20 октомври се договорија предвремени парламентарни избори, кои требаше да значат дополнително внимание при практикувањето на власта. Наместо внимание и европски вредности, ние сме сведоци на вандалско и расипничко искористување на буџетските пари за партиски цели, брутално кршење на работничките права и подкуп на гласачи преку вработување во администрацијата. Во прилог на ова ви укажуваме. На 20.10.2019 година до денес објавени се над 1.200 јавни огласи за вработување, а над 2.200 извршители во институции на определено и неопределено работно време. Отпочнати се стотици дисциплински постапки и изречени се десетици казни за вработени во државната и јавната администрација. Исто толку вработени во државната и јавната администрација се распределени на работни места надвор од местото на живење. Секојдневно сме сведоци на злоупотреби на службената должност и овластувања, лаги и нереални ветувања. Се предлагаат закони по итна постапка и се расфрлаат со државните субвенции и државната помош за да ја регрутираат нови гласачи. Извршната и законодавната власт целосно е насочена кон исполнување на државните пари за партиски цели. Почитувани, ве охрабруваме да ги пријавите сите злоупотреби на власта, за да ја заштитиме европската перспектива на Македонија. На власта порачуваме, обновата на Македонија следува, а одговорност за злоупотребите ќе има. Ви благодарам.